Pa iako ne bi bil председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Е мало сутра. Е мало сутра. Ако неко случајно упали ТВ, У 3 пичке материне отичи ќе све. Нема откажување од иднината. Многу јак предизборен слоган, таче. Само што вие немате иднина. Иднината се откаже од вас. Знам, ќе ти биде многу тешко по изборите, но ја себе затоа, како една солидарна индивидуа, која што не може да гледа несретни, поразени луѓе околу себе, а која што има талент да пишува поезија, особено хаику поезија. Ти напишав една песна која што ќе те теши во тешките денови и години по изборите. Каде и да си. Значи вака оди песната. Осамен хаику е песната, мора да ви потенцирам, затоа што јас сум многу ценет како хаику поет и во Јапонија и мислам оваа година да настапам на јапонскиот хаику фестивал токму со оваа песна. Вака оди. Осамен и тажен, Ковачевски таче, а срцето ко во орев јатка, не плачи таче, дојди на матка, напучи се, ке глајме друга затка. Мислам дека вие доловив ширината, длабочината на оваа песна и незината емотивна димензија. Откако ја напишав последниве 2 дена, нон-стоп ме разнежнува. И после морам да бапнам 3 хилекси. Јама толку се соживувам со мојата хаику поезија. Инаку минатата година сите знаете веќе дека победив на тој фестивал на островот Хоншу во Јапонија. Исто беше посветена на Социјалдемократскиот сојуз и исто имаше мојата хаику песна беше посветена на Социјалдемократскиот сојуз и на нивната иднина од која што не се откажува. Таа беше уште пократка хаику песна од оваа и одеше отприлика вака: лап лап лап, машки стап. Тоа беше доволно да победам на фестивалот. Неверојатно, Ковачевски таче, што си свесен дека сте грешеле, дека сте можели подобро, но дека еве пак барате доверба на граѓаните да ве гласаат на изборите, зашто не сте се откажували од иднината. Таче, музо моја хаику, не само што иднината се откажа од вас, туку и вашиот народ се откажа од вас. Македонците се откажа од вас. Вие сега само можете да се напучите пред македонскиот народ. Толку е. И просто е неверојатна таа ваша десензибилизираност од власта, од моќта, од лостовите на моќта што ги користите, да без срам и без перде влегувате во кампања која знаете дека ви е изгубена, да ги трошите
дополнително парите на граѓаните, наместо да се откажете да речете ние до тука се симнуваме од возот. Нека се качи некој што ќе го вози подобро од нас. И просто е неверојатно што гледам на вашите митинзи, нормално тоа се ваши членови, клиенти, кои што им обезбедиле некоја работиче вамо тамо, сте им фрлиле малце лепче. Или сте ги напучиле. Што ги гледам на вашите митинзи како емотивно ве поздравуваат. Ги слушаат вашите лаги за победа. На лицето им гледам дека многу од нив и веруваат на тие ваши лаги. Затоа нивното разочарување како ваши партиски членови ќе биде уште поголемо, која ќе стигне казната на 8 мај. Многу ваши функционери, како оној што се замислуваше дека е инспекторот Мамбли, кој што даваше пасоши на платени убици од регионот на мафијаши, на разни балкански регионални говеда кои што никој не сакаше да им даде пасош, лажен, бега од нив, се сраме, тој се сраме, не им дава едноставно, тој им даваше пасош. И да не зборам за она што го направи со пасошите на македонските граѓани, кога ги фрли буквално во притвор неколку месеци да не може да напуштат државата. И што вела дека шурувал и со подземјето и со надземјето и бил страх и трепет тамо. И да не ги спомнам оние други ваши функционери од овој бифтек елиминаторов, па се до на шеќерна на леди и сите тие тамо што ви се во врвот стео, кој што не знаеше која е таа будала која што би подпишала промена на име, промена на идентитет. Кој што веруваше, тоа скажуваше дека тој би бил последната будала која што би го направила тоа за на крај да поддржи подпишување и смена и на име и на идентитет. А и паѓаше што викаат босанците во Севдах, по лидерот на бугарската држава во тоа време Бојко Борисов, тоа беше баш онака Севда, љубав е оно. Наместо да му доаѓаа гости од битни политички фигури од Европа, од светов, него му доаѓаше во пријателска и официјална посета старлета на Нивес Целзиус. Тури му го. Гледам деновиве по згради, вашиве што доаѓаат да оставаат овие флаери, брошури од вашава партија што ги праќате. У некои згради таа го правеле под закрилата или под заштитата на ноќта. Као странци у ноќта. Никој да не ги види, шверцерски, као и целото ваше владење. Затоа што веројатно и тие самите почувствуваат пулсот на околината, на народот, и неќе да им тропаат на врата, туку са бајле или ноќе, не знам кое време, доаѓаат, кога нема никој поглезува и ги пунат со тоа вашите брошурчиња, овие флаери, вамо тао. Луда работа. Значи, сите сте свесни
Затоа што веќе се надевам дека го ги знаете овие работи, дека некој ви ги пренесува. Ако не ви пренесува, тогаш уште е полошо за вас, потешко за вас ќе биде. Ама ете до тоа се доведовте. Затоа вие и немате и нема. Вие као партија повеќе нема да постоите. И ако некој после ова што ќе го доживеете на 8 мај ви помогне да обстанете како партија, тоа може да биде само тогашната власт, затоа што убаво е секогаш да имаш така познат поголем непријател, за да можеш да се осетиш и ти жив. Да го оправдаш и своето постоење. Но мојот совет по новата власт е најдете си друг непријател како партија за наредните децении. Со овој непријател до сегашен да си расчистите за век и веков. Ваков непријател не ви треба за само реклама. Ваков непријател треба да се уништи, македонски кажано да се потомори. Социјалдемократскиот сојуз после овие избори треба да се укине. Да се само укине, да не бидам погрешно сватен. Затоа што треба да им е јасно дека никогаш повеќе ниту еден неутрален, како што победија минатите овие избори за 2017 година, на гласовите на тогашните неутрални на кои што им дојде преку глава владењето на Груевски. Никогаш повеќе да не се надеваа дека некој неутрален, условно кажано, ќе гласа некогаш пак за нив после сите овие глупости што ги направи. После оние театарски представи наречени СЈО, не знам, добивме датум за преговори во авиончето кога се слика, не знам, ова со она со делењето патоши на криминалци на убици, она со нивните пулени кои што ги уапсија демек за злоупотреба на власта, па после ги пуштија слободно да се шетаат малку у притвор дома, па ги попуштија надвор, да не ги кажам, знаете кои се, до големите глупости што ги направија, како она кога ги им накалемија обвинение на луѓето кои што беа во собрание за тероризам, ги осудија на 15-20 години, не знам тамо ова. До оние глупости поврзани со ковид кризата, кога не затвараа дома, што вика Стево Пендаровски као стока, тоа беше однесување со својот народ као стока. Поздрав до Филипче, кога една некарантинска болест ја третира со карантини, па по потреба не затвара у кочинава или у кокошарников и не пушта и така не излудува. Она што го правеа со процесот на вакцинација, кога навлекоа илјадници луѓе да се вакцинираат со нешто што и не беше вакцина, со нешто што и немаше никаква гаранција дека ќе ги заштити, и не ги заштитуваше, напротив, да не зборам за последиците од сето тоа. Да не зборувам за сите оние мерки, казни што им ги лупаа на граѓаните, да не носиш маска, не знам, можеш да носиш маска на отворено, за оние трагедии кои што се случија со пожарот во модуларната во Тетово, кај што замислете продолжен кабел беше виновник за една таква трагедија во која што гореа живи луѓе. За оние несреќи во Ласкарци, во Бугарија автобуски, кои што исто добија некоја завршница, никој не е крив освен шоферот или не знам што.
Значи не е крив оној што не ги одржувал, што не ги технички преглед, што не им правил, што правил 300 глупости за да заработува повеќе. Шоферот бил крив. Добро. И да не го заборавиме на последното, меѓу последните големи скандали со кражбата на скапи лекови, биолошка терапија за болни од рак, кои што беа продавани на Косово, на црниот пазар. Дека пациентите кои што ги купиле болни од рак биле третирани со нека шеќерна водичка или не знам што, физиолошки раствор. Вие, таче, на својот народ му нудевте само смрт. Го туркавте во смрт. Го туркавте во пропаст, идентитетска, културна, духовна, образовна. Од својот народ сакавте да направите безгласна буква, знак прашалник. Да не знаат ни кои се, ни што се. Да не знаат каде се, да не знаат како понатаму со себе, со својот живот, со иднината на своите деца, со се. Вие сте гробарска партија. Партија на гробари на својот народ, на гробари на Македонија. Све што направивте беше набожемски. Набожемски ќе ги вратиме парите, набожемски апсиме, набожемски ставаме ред и контрола, набожемски живееме подобро, набожемски криваме плат, набожемски, затоа што секоја ваша работа што направите имаше квака позади. Или нешто што ја го поништува она што велите дека го правите. Например, требате плати, да, инфлацијата оди со галоп нагоре. И луѓе не можат веќе летно време да си дозволат ни лубеница да си купаат. Затоа што вашите партнери од ДУИ го имаат цел тој бизнис со прекуп, докуп, накуп и им продаваат зеленчук на своите граѓани по енормно високи цени. А ние сме земја со 290 сончеви денови годината и замислете јадеме увезен паклиџан или што да е друго. Или набожемски ќе донесевте правда и мир, па го формиравте СЈО, па ставивте на чело на СЈО некоја што едва завршила правен факултет или не знам тамо што, со просек 6,12, за после да излезе дека е таа супер корумпирана личност и одеднаш го ставивте СЈО под клуч, го расформиравте. Како што зборевте дека мерките имаат големо влијание на здравјето на луѓето, ќе се спасат човечки животи у време на пандемијата од COVID. 20.000 луѓе ви загивни, ви умреа од COVID. 20.000 луѓе. Бевме водечки во Европа меѓу првите 3, у светот меѓу првите 5% на смртност. Велевте дека ќе внесете Македонија во Европска унија, дека треба да се голтнат неколку жаби, затоа излезе дека джабе ги голтавме жабите. Нигде не внесовме, само ова НАТО, како да ви кажам, е како морков на магарето, кога му даваш малце да се смири, а сето останато остана исто. И тамо не весапат многу. Немаме армија, шо ако сме у НАТО? Имав еден Гостин Ковачки од ВМРО што ви објасни каква состојба е нашата армија. И во морална, и во смисла, и во смисла на вооружување и спремност.
Значи све вие набоженски. Само оние што се у затворно, што лежат за тероризам, тие не е тоа набоженски, тоа се вистински казни. А сега, овие што ќе дојдат на власт, молива, слободно тргнете на говедава што мислат дека ќе добијат повторно доверба на граѓаните. Не ви треба таков непријател да одржувате во живот, за лесно да си го тепате утре кога сакате. Не. Најдете подобро друг непријател. Малце, што се вика, почесен и попаметен од овој претходниот, што ви беше 30 години главен непријател. Тргнете на нив, на сите тие залежанковци, бифтековци, мифтековци, со иста мера, затвор, 15-10 години. Неко до сега театар, одење дома, апсење пред фамилија, пред комши, пред сите у 4-5 сабајле, изведување надвор пред комшиите да видат сите у комбиње, ово напа. Не бе, не. Без керефеки, апсење и брзопотезни процеси, судења, пресуди. Ај! И тама можете после кога ќе ги сместите на соодветно место, да ме викнете, да им рецитирам хајку поезија. На победничката, минатата година. Лап, 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 машки.